Она што го зборев пред некое време од малото истражување, сватив неколку работи кои што сакам да ви ги пренесам, посебно за оние кои што сакаат да се пензионираат во Малта. А има македонци. Како вовед само ќе кажам дека неколку години до 2024 предходно Малта беше и официјално прогласувана за најубава земја во Европа каде што е добро човек да се пензионира. Од оваа година прв пат ја симна некој Малта, тоа е Грција. Но, како и да е, ако е Малта меѓу првите две најдобра, значи се уште стои тоа добро однесување и социјален статус за пензионерите за да останат овдека и после работната активност. Friday, 8 p.m. New podcast. Што е важно? Кралот на бургерите, овој бургер не се јаде. Овој бургер се доживува. Легендарен вкус што е првиот залак. Ова е фантастично. Јема баже на бурек, ремек дело. Види. Свеж. 24 цели. Ова е бурек. Баже на бурек без јема. On Macedonian language. Системот кој што е регулиран за пензионирање е преку Законот за социјално осигурување во Малта. Бидејќи не се многу возрастна категорија оние кои што доаѓаат од Македонија и работат во Малта, ќе го земеме предвид опсегот од 1962 година родените, кои што се присутни овдека на островот и имаат направено барем 15 на години работен стаж. Зошто ова ви го кажувам? Заради тоа што во Малта законот вели за полната пензија треба да има минимум 50 недели во текот на 41 година работен стаж, за да ја добие онаа комплетна контрибутивна пензија, што изнесува некаде меѓу 800 и 900 евра неделно. Тоа е максимум што може да се добие. Сега, земите од третиот свет, во кој што спаѓаат и македонците, со македонскиот пасош, исто така можат да стекнат право на пензија, се вика неконтрибутивна и е многу помала во тој опсег што претходно го кажав. Што е важното? 30% минимум од целиот тој опсег да имаат изработено. Значи, ако е 30% минимум, тоа значи од 52 недели за 41 година му доаѓаат пресметано 615 недели. Ако македонец кој што живее во Малта, работи со сите платени придонеси, легална работна дозвола, комплетно се покриено, во рок диапазонот треба да биде 615 недели, каде што тој ги плаќал придоносите, тогаш ја стекнува правото на оваа пензија. Igor Filevski Show. Оваа пензија која што би ја заработил македонецот со, да кажеме, 15 години, малку повеќе, доаѓа некаде околу 715-720 недели, значи над просекот. И автоматски се зголемува оној лимит на исплатена пензија неделно. Минимумот што може македонец да добие во ваква неконтрибутивна пензија со, да кажеме, над 615 недели е меѓу 117 и 120 евра неделно. Значи, пресметувањето на малтешката пензија се прави по
неделни интервали. Значи, минимум, најмалата пензија што македонец може да ја добие е меѓу 117 до 120 евра неделно. Ако работел повеќе години, ако имал поголема плата од минималецот на кој што бил пријавен, автоматски таа пензија се зголемува. Може да дојде меѓу 200 до 400, посебно со уште еден момент кој што е дозволен во Малта. Ако сте во класата на минималци на пензија, има еден посебен формулар од кога ќе наполните 65 години, значи тогаш го стегнувате правото на пензија, да го пополните тој формулар дека сте во минимум границата на пензии, и тогаш државата ви дава уште еден додаток, бенефит, која што пензијата практично стигнува околу 200 евра неделно. Тоа е минимумот што може да добие македонец. Сега, зависи, има македонци кои што работат други професии, исто така со македонски пасош, овде пријавени, легално, со платени придоници, све, има големи пензии, големи плати, тие ќе имаат и нормално поголема пензија. Она што е ново и она што е интересно е, порано Малта не дозволуваше на граѓани од третиот свет исплат на пензиите во нивните држави. Со Македонија веќе тој финансиски сектор е малце подсреден и веќе таа пензија е пренослива и за македонци. Со европски пасош нема никаков проблем. Ако работите како европски граѓанин во Малта, било каде во Шпанија, Германија, Италија, било каде може да ви се исплати пензијата ако одлучите да се вратите еден ден во сопствената земја. И за македонците исто така важи дека ако одлучат да се вратат по овој работен стаж во Македонија, тогаш таа е пренослива и може да биде исплатена и на македонски банки, што претходно не можеше. Тоа се тие мали промени кои што се добри промени во секој случај за сите оние што се од Македонија и работат овде. Важното е дека да се запамти 615 недели работен стаж со платени придоници е минимумот за да се овозможи она минимална пензија која што ја кажав колкава е сумата. Сега, пренесување на стажот. Има македонци кои што работеле во Македонија, работеле 15 години во Малта. За сите европски граѓани може да се спои тоа. За македонците не може. Бидејќи Македонија и Малта се уште немаат подпишано меѓудржавен договор за пензиското префрлување на работниот стаж. Значи, македонец кој што работи, пример, 7 години, помалце од 615 недели, например, работи 500 недели, нема право на оваа контрибутивна пензија и не може да го спои стажот со оној што го има во Македонија. Зато е дозволено и овозможено овој минимум да се изработи и се стекнува правото без разлика што Македонија и Малта немаат подпишано. Се добива малтешката неконтрибутивна пензија. Ако еден ден се спојат тие две работи, тогаш ќе може и Македонија да се врзе македонскиот работен стаж со малтешкиот и да се добие еден просек кој што ќе биде малце поголема во однос на она што е само македонска пензија или само малтешка пензија. Независно од ова, слушнав една приказна од српски примери. Вели, да, и Србија нема се уште подпишан договор, но знаеш, вика, што правиме, филе? Одиме, вика, во Словенија, таму ќе поработиме 2-3 години, Словенија е во Европска унија, ќе го споиме малтешкиот стаж со словенскиот, а Словенија пак има подпишано договор со Србија, целиот овој малтешки стаж ќе влезе во словенскиот, после тие 2-3 години словенскиот го спојуваме на српскиот и комплетно се поврзува целиот работен животен стаж во она што се вика комплетна пензија за нивните граѓани таму. Искрен да бидам, тоа не ми е проверен, ова се само муабети на луѓе кои што имале такво искуство и кои што заминале таму да ги спојат тие стажови и велат дека функционира. Веројатно, можно е
и да може и за македонските граѓани истото да се направи, бидејќи исто така Словенија има специјални услови за работници од Македонија, како што е за студентите, знаете, тоа се други стипендии за сите држави кои што произлегува од бившата СФРЈ. Можно е. Тоа ќе го оставам да го провериме во некој следен период, да го истражиме, затоа што јас никогаш не презентирам работа што не ми е потврдена, не ми е истражена и не е спрема законите во државата во која што живееме или за која што зборуваме. Така да затоа ви кажам овие примери, а ова последново ми е недоистражено, го слушнав само како муабет, ќе го испитаме и ќе го презентираме. Friday, 8 p.m. New podcast.